Good evening to everyone. Добро вечер на сите. I know that in generally we are thinking that this is the last evening when we are meeting. Знам дека општо речено повеќето од нас мислиме дека сега е последната вечер од нашите средби. And indeed it is the last evening when we meet in this period of time. И навистина е последната вечер за нашите средби во ова време. But God is not thinking like humans are doing. Но Бог не размислува така како луѓето. For him the end is only the beginning. За него, за Бога, крајот представува нов почеток. Крајот на нешто е секогаш нов почеток. So, I want you to look to this evening not as an evening with which we close the studies until now, Затоа би сакал на ова вечер да гледаме не како на вечер со која што ги завршуваме нашите досегашни проучувања, but as a first study for what will follow. туку како првото проучување за сето оно што ќе следи понатаму. What you personally and as a church will do. Што вие лично, а и како црква ќе направите понатаму. I invite you to open the Bible in the book of Ephesians chapter 6. Не повикувам да ги отвориме Библиите во посланието до Ефесијаните, 6 глава, And let's read from there verse 19. и да го прочитаме таму во 6 глава, 19 стих. Ефесијаните, 6 глава, 19 стих. Ефесијаните 6:19. И за мене, кога ќе ја отворам устата, да ми се даде слободно да ја соопштувам тајната на Евангелието. There are two things here that are important for us. Постојат две нешта во овој стих кои се мощно важни за нас. Paul is asking the church from Ephesus to pray for him. Павле ја повикува Ефеската црква да се моли за него. That always when he tries to preach the gospel, Така што секогаш кога тој ќе го проповеда, ќе отвора устата своја за да го проповеда Евангелието, may receive from God utterance, да може да прими од Господа способност за изразување. so he asked for God to give him utterance, words to speak. И затоа бара од Бога, Бог да му даде зборови кои што ќе ги искаже. And the second, to speak the gospel, the mystery of the gospel. А второто нешто е што оно што сака да го зборува и да го проповеда е тајната на Евангелието. Now the question is, Сега се поставува прашањето, for what exactly is asking Paul for utterance? зашто конкретно Павле се моли да добие способност за говор, за изразување? What is this mystery of the gospel? Што представува оваа тајна на Евангелието? We can find this answer to this question in Colossians Одговорот на ова прашање можеме да го најдеме во посланието до Колосијаните, chapter 1, во Колосијаните 1 глава, verses 25 till 29. од 25 до 29 стих. Значи, послание на апостол Павле до Колосијаните, 1 глава, од 25 до 29 стих. Неизе, мислејќи на црквата, и станав служител по Божја наредба, што ми е наложена мене за вас, за да го исполнам Словото Божјо, тајната скриена од векови и родови, а сега откриена на неговите светии,
на кој Бог пожела да им покаже какво богатство на слава има во таа тајна за незнабожците, односно дека Христос, надежта на славата, е во вас. Него ние го проповедаме, вразумувајќи ги сите луѓе и учејќи ги со сета мудрост, за да го представуваме секој човек совршен во Христос. Затоа се трудам и се борам, зашто неговата сила со голема моќ действува во мене. So the mystery of the gospel, Значи, тајната на Евангелието, for which he is asking from God utterance, зашто тој барал од Господа говорништво или способност да ја изрази, да ја пренесе, and which has been hidden from ages and generations, која што тајна била сокриена од родови и многу генерации и векови порано, is Christ in you, the hope of glory. која е таа тајна? Таа тајна е Христос во вас, надежта на славата. If you are looking to verses 28 and 29, Ако ги погледнете 28 и 29 стих, you can see that the work of Apostle Paul ќе може да видите дека делото на апостол Павле is to present every man perfect in Christ. се состои во тоа да го представи секој човек совршен во Христос. Should we have another work to do, another ministry? Дали ние треба да имаме некое друго, поинакво дело од ова, поинаква служба? Or we should step after the path of his steps and to do the same thing? Или ние треба да настапиме по неговите стапки на таа патека и да го правиме истото? To present all men to be perfect in Christ. Да го представиме секој човек совршен во Исуса Христа. If we will understand these two passages from the Bible, from Ephesians and Colossians, Ако ги разбереме овие два текста од Библијата и од Ефесијаните и од Колосијаните, што ги читавме, we can understand that nothing is finished here on this earth. We can understand that ќе можеме да разбереме дека ништо не завршува тука на оваа земја. But all things that starts Туку секое нешто кое што започнува and arrive to an end, и пристигнува до својот крај, when they arrive at the end, just there is only the beginning from something new, more powerful and more spiritual. кога се нешто што започнува и се приближува до својот крај, кога доаѓа до својот крај, тој крај представува само еден нов почеток за нешто ново, што ќе трае понатаму со векови. We have studied these days about the loud cry and the latter rain. Овие денови проучувавме за гласниот вик и за позниот дожд. And we have understood that the righteousness of faith is the message on which depends the destiny of the church. И разбравме дека оправданието со вера представува онаа порака од која што зависи судбината на црквата. And we understood that the loud cry started at Minneapolis in 1888. Исто така разбравме дека гласниот вик веќе бил започнат во Минеаполис 1888 година. When God sent his message through two of the pastors of Seventh-day Adventist Church. Кога Бог ја испратил таа порака на двајца тогашни проповедници на Адвентистичката црква. But always when we speak about this subject, somebody may ask the question. Но секогаш кога ја изнесуваме оваа тема, ја проповедаме, некој може да го постави ова прашање.
can we trust these men because somebody tell me that they apostatized? Дали може да имаме доверба во овие двајца луѓе, тоест во нивното учење, бидејќи сме чуле, некој ни рекол дека тие двајца отпаднале. Without saying that it is possible to give a correct answer to this question, Без да значи дека е можно да се даде секогаш исправен одговор на ова прашање. if they indeed have apostatized or not, backslidings, Значи прашањето дали на вистина отпаднале од верата Джонс и Вагонер или не. I want you to think to some questions and some things that are very important. Би сакал да поразмислиме за некои работи кои што и за некои прашања кои што се многу важни. I can assure you that none of them was a criminal as David was. Можем со сигурност да ви гарантирам дека ниту Джонс, ниту Вагонер не биле толку големи злосторници како што бил, например, кралот Давид. It's about King David. Yeah. Who wrote almost more than 100 psalms, and we read the psalms every Sabbath. А тој истиот Давид, значи некогашниот крал на Израел, е оној кој што напишал нешто повеќе од 100 псалми, кои што ги читаме во Божјата реч. I can assure you that neither one gave his wife to be the wife of another husband as Abraham has done 2 times. Исто така можам да ве уверам дека ниту Джонс, ниту Вагонер не ги подале своите жени да бидат, барем за една вечер, жени на некој друг, како што тоа го направил Авраам со египетскиот фараон. И тоа 2 пати. Neither one, neither the other, Ниту едниот, ниту другиот, neither one of them have done what Peter have done when Jesus was taken in Gethsemane. ниту Джонс, ниту Вагонер не направиле нешто што апостол Петар го направил, например, кога Христос беше улапсен во Гециманија. We will speak maybe if we have time at the end about these things, but let's start with the beginning of their ministry. Ако ни остане време, можеби ќе зборуваме малку повеќе за ова, но да се префрлиме сега на почетокот на нивната проповедничка служба. I want to look at together with you at 3 points in which we may be in peril in regard to the messengers and the message. Би сакал да разгледаме 3 точки околу кои можеме да се најдеме самите во опасност, кога станува збор и за самата порака, и за самите вестници кои што ја проповедале, значи Джонс и Вагонер и Елена Вајт. These 3 points are, and you can read it, please. Ова се тие 3 точки. Значи, првата опасност, или погрешен став, е да се гледа на нив и на нивната работа како што Бог не замислил. Втората точка, да се користат тие и нивната работа за поддршка на ереси кои тие не ги учеле. Значи да се повикуваме на Джонс и Вагонер за да поддржиме нешто што всушност тие не го проповедале. И третата опасност е да се борите против сегашната вистина заради нивниот карактер и нивните грешки, се мисле нивните лични пропусти. We take point number 2. Да го земеме за пример, да земеме за пример втората точка. Because it's very important for us now. Бидејќи токму за нас таа е многу битна и актуелна. We know from the Bible and from the spirit of prophecy Знаеме и од Библијата и од духот на пророштвото that Christ in you, the mystery of the gospel, дека Христос во вас или тајната на Евангелието
The righteousness by faith message is the same thing. Или пораката за праведност преку вера, сето тоа е едно те исто. Is the message upon hangs the destiny of our church. Е порака од која што зависи судбината на оваа црква. На нашата црква. Now tell me, the devil knows this? Сега кажете ми, дали ѓаволот го знае ова? He knows it very well. Го разбира многу добро. Maybe more than us. Може би многу подобро го разбира од нас самите. So, we must be sure that the devil Според тоа, треба да бидеме сигурни дека ѓаволот will try to falsify the message. ќе се обиде да ја фалсификува оваа порака. He will come with good and real ideas about this message. Тој може да ви прииде со добри и вистинити идеи во врска со самата порака. About its importance. Исто така со да настапи на начин кој што ќе ја даде важност на пораката. And he will send men and women и може да испрати мажи или жени who will show to you the importance of the message, кои што ќе ви ја изнесат пред вас важноста на оваа порака, that it was not received then in 1888, ќе кажат и тие дека навистина таа порака не била прифатена во 19 век, that we must receive and preach to the church and to the world. Дека треба да ја прифатиме допрва и да ја проповедаме и на црквата и на светот. And while they will present these things to you, they will introduce also errors. И додека ви ги изнесуваат или кажуваат овие работи, ќе ви изнесат и по некоја ерес во нивното проповедање, saying that these heresies are the message of righteousness by faith preached at Minneapolis. велејќи дека тие ереси што они ги изнесуваат се автентичната порака што Джонс и Вагонер ја проповедале во Минеаполис. And I want you to give some examples. И јас би сакал тука да ви дадам некои примери. Например, First of one, universal justification. еден таков пример представува така нареченото универзално оправдание. Have you heard about universal justification? Дали сте чуле за овој поим универзално оправдание? It's a teaching who says that at the cross Jesus justified all world. Тоа е учење кое што тврди дека Христос на крстот го оправдал целиот свет. It was invented by Jack Sequeira. Тоа учење било воведено од Джек Секуира And is preached as being the message from 1888. и мнозина го проповедаат како учење кое што всушност е пораката од 1888 година. But this concept you will not be found in the writings of Jones, Wagner and Ellen White. Но овој концепт не можете да го најдете ниту во списите на Джонс, Вагонер и ниту пак во списите на Елена Вајт. The second one, heresy, is derived forms of original sin. Втор пример на ереси, кои што се изнесуваат под етикетата на пораката од Минеаполис, се разни изведени форми на така наречениот првороден греф или источен греф, или како поинаку се вика на македонски. Third one, Да. corporate repentance. Трет пример на погрешно учење во врска со или погрешно интерпретирање на пораката е учењето за колективно покаяние, во смисол All suddenly will be sanctified and we will stop sinning. дека ќе дојде некој момент или некое време
кога сите верници одеднаш ќе престанат да грешат и на некој начин Господ одеднаш ќе ги посвети сите верници или цела црква или одеднаш еден куп луѓе. Another error that is using the 1888 message is using redefining nature of sin. Една друга современа ерес, која што се провлекува и е под етикетата на пораката од 1888 година, е учењето кое што го редефинира гревот, односно природата на гревот. In the Bible there is only one definition for sin. Во Библијата постои само една дефиниција за тоа што е грев. And Ellen White is clearly stating that the Bible has only one definition for sin. И Елена Вајт јасно тврди дека во Библијата, самата таа тврди дека во Библијата постои само една дефиниција за гревот. That the sin is the transgression of the law. Дека гревот е прекршување на законот. When you will hear that sin is something else, or ако слушнете од некого дека поинаква дефиниција за гревот, дека гревот е нешто друго, pay attention, because for sure there is a path to heresies. Обрнете внимание, бидејќи сигурно тука се крие можеби некоја патека која што води кон ерес, кон погрешно учење. Another one, but not the less, Уште една точка, како пример, но не и најмалку важна во случајов, is continuing in sin till the wedding or till Jesus will come on the clouds of heaven. Тоа е всушност учењето на новата теологија, дека сите ние ќе живееме во грев, ќе си грешиме, ќе бидеме грешни, нема бегање од тоа, се до второто Христово доаѓање или до свадбата на јагнето. So it's very important for you to know the message presented to Minneapolis first hand. Затоа е многу важно за сите вас да ја познавате пораката која што, автентичната порака која што била презентирана во Минеаполис, вие лично да си ја познавате, да бидете утврдени во неја, за да некој не ве прелаже. And I want to look together at some quotes from Ellen White in regard to the message of Jones and Wagner. И тука би сакал заедно да погледнеме некои цитати од Елена Вајт во врска со пораката на Джонс и Вагонер And to their work. и во врска со нивното дело. Now, in December 1888, Во декември 1888 okay, she was writing to G.I. Butler, Елена Вајт му напишала писмо на председателот на Генерална конференција Джордж Батлер, and и во тоа писмо it's not it's not for Butler, it is to somebody else about Butler. Значи Елена Вајт, се извинувам, пишува писмо до некој си, во кое што писмо го споменува Батлер. In this letter, Ellen White Во ова писмо Елена Вајт speak about Jones and Wagner as зборува, односно ги споменува и Джонс и Вагонер, men whom God has appointed to do a special work. ги споменува Джонс и Вагонер во тоа писмо како луѓе кои што беа повикани од Господа за да завршат едно посебно дело. А Батлер ги нарекол жлтоклунци. So, Председателот на Генералната конференција. according to these words, God sent these two pastors, not they sent themselves. Значи, според зборовите на Елена Вајт, Бог ги испратил овие двајца проповедници Джонс и Вагонер со нивната порака, а не тие самите себе си. Тие не се испратиле самите себе си.
In the next quote that you have it on the screen now, Во следниот цитат кој што го гледаме на екранот, Ellen White is declaring that she heard precious truth spoken at utterance, that she could respond to them with all my heart, she's saying. Елен Вајт тврди дека слушнала скапоцени, драгоцени вистини од устата на Джонс и на Вагонер, кој што самата вели дека можела да ги прифати со целото неизино срце, со целото мое срце, вели самата. And if you are looking to the last part after the question mark, Ако погледнеме по последниот дел од цитатот, again she is confirming that God sent this message to the church through these two pastors. Тоа уште еднаш потврдува дека Господ ја испратил таа порака на црквата преку овие двајца проповедници. Значи, им го беше дал јаремот. Look to the ideas. God, Lord had given to my brethren the burden to proclaim this message. Значи, да ја погледнеме уште еднаш нејзината мисла, кога Господ им го беше дал јаремот на моите браќа да ја објават оваа вест, I knew it was the message for this time. Јас знаев дека тоа беше вест за ова време. So she understood that what they are preaching is the present truth. Значи, Елена Вајт разбрала, тоа што ги слушала во Минеаполис, овие двајца, дека она што тие го проповедаат, ја представува сегашната вистина. Now, let's see the next one. Сега да погледнеме наредниот цитат. The first idea written with red is that wherever this message is preached, it brings good fruits. Првата мисла, изразена во делот од цитатот со црвено, е дека секаде каде што допираше или се проповедаше оваа вест, таа донесуваше добри плодови. So the fruits are good wherever this message is preached. Значи, секаде каде што се проповедала оваа порака, низините плодови или резултати беа добри. Let's see what she was writing further. Да прочитаме што понатаму вели во врска со тоа. Претходниот цитат, кај плодовите. Во црквата влегуваше сила и витална енергија, и онаму каде што оваа вест е прифатена, на лицата на сите оние кои ќе ги отворат очите да видат, може да се види надеж, храброст и вера. Тие добиваат разбирање да ги согледаат и да ги прифатат големите богатства на вистината. So this message, when it is studied and preached, should bring these things also to you. Значи, кога се проповеда автентичната порака за оправдание со вера, нејзиното прифаќање треба да ги донесе сите овие исти резултати, односно плодови. The next one is very important. Следното е многу важно, што ќе го видиме. What is with the red? На почетокот од овој цитат, исто делот што е обоен во црвено. Дали Бог ги има подкренато овие луѓе да ја објавуваат вистината? Елена Вајт одговора, вели, јас велам да, Бог пратил луѓе за да ни ја донесат вистината, која немаше да ја имаме, доколку Бог не испратеше некого да ни ја донесе. One of the pastors from Romania asked me, Еден од романските проповедници ми го постави следното прашање. Cannot I understand the message only from the Bible and from the spirit of prophecy? Па зарем не е можно да се разбере пораката само со читање на Библијата и духот на пророштвото? Why should I read Jones and Waggoner? Зошто морам да ги читам Джонс или Вагонер, нивните дела? I said to you, you can understand this message reading only the Bible. Јас ми реков, ти можеш да ја разбереш пораката читајќи ја само Библијата. Не ти треба ни Елена Вајт. But Но what you will find in their writings, она што ќе го најдеш во нивните списи,
it will show you something very special. ќе ти покаже нешто многу посебно. And I sent to him some months after the discussion this quote. И по неколку месеци од тој разговор на тој проповедник во Романија му го испратив следниот цитат овој. Yanni, read it. It is very important. God has sent men, these men, to bring us the truth that we should not have. Значи, да го повториме уште еднаш, веќе го прочитавме. Според Елен Вајд, Господ ги испратил овие луѓе за да ни ја донесат вистината која што немаше да ја имаме. What it means should not have? Што значат овие зборови која што немаше да ја имаме? Да не беа Джонс и Вагонер. If she is right, ако Елен Вајд е во право во ова нејзина изјава, if she is right, it's very important what these two ministers brought to the church. ако Елен Вајд е во право за ова што го тврди тука, тогаш она што овие двајца го проповедале и го проповедале на црквата е многу важно. Personally, looking into the history of the Christianity from the time of Paul till now, Лично кога проучуваме христијанската историја од времето на апостол Павле па до ден денес, I haven't find any theologian after Paul who understood so better the Old Testament and the Covenant as these two Seventh-day Adventist ministers. Јас немам сретнато ниту еден теолог после апостол Павле во целата христијанска историја, се до Джонс и Вагонер, кои што така добро ги разбрале овие теми во врска со оправданието, законот, двата завета и така натаму, сето оно што е предмет на пораката од Минеаполис. It is true that I haven't read anything written in this period of time. Everything. Да вистина не сум прочитал баш се што било напишано од христијанските учители во целиот тој период од 18 векови. But I was looking in the writings on the most famous theologians of the world. Меѓутоа, ги прегледував списите на некои од најреномираните теолози во светот. Augustine, Thomas d'Aquino, Значи, например, католичките светци Августин, Тома Аквински, Calvin, Luther, Knox, Wesley, реформаторите Калвин, Лутер, Нокс, Весли. Erickson, Barth. Ги слушате? This is modern. Да. They are far, far away to understand Paul and what he was writing. И тие се многу далеку, иако се толку познати, толку реномирани, многу далеку од разбирањето на вистината онака како што Павле ја мислел, а како што Джонс и Вагонер ја сватиле. That's why Ellen White is speaking about the fact that God has sent a special light to the Seventh-day Adventist Church. Затоа Елен Вајд толку многу нагласува дека во нивната порака Господ испратил една посебна драгоцена светлина на адвентистичката црква. And this light shall enlighten all the world. И дека таа светлина треба да го осветли целиот свет. Now, let's read the last part of the quote. Сега да го прочитаме последниот дел од цитатот. The second one. God has left. Бог ми дозволи, Елен Вајд сега продолжува и вели, Бог ми дозволи да добијам светлина за тоа кој е неговиот дух. Јас ја прифатив и не си дозволувам повеќе да кренам рака против овие луѓе, бидејќи тоа би значило дека ја кревам против Исуса Христа, кој треба да биде препознаен во неговите гласници. You understand? Дали го разбирате ова? Christ was to be recognized in his messengers. Христос
треба да биде препознаен во неговите гласници. The second one Вториот цитат is saying that the Lord is calling the church to Him. ни кажува дека Господ ја повикува кон себе неговата црква, He revealed Himself to the church. дека тој го има откриено своето божествено присуство, се има откриено себе си на својата црква, But the message and the messengers have not been received but despised. но веста и гласниците не се прифатени, туку презрени. Now, with red, А сега црвениот дел само. Отфрлајќи ја веста дадена во Минеаполис, луѓето направија греф. Тие направија многу поголем греф со години, задржувајќи ја истата образа против Божите гласници, отфрлајќи ја вестината со која Светиот Дух упорно не повикува дома. so at Minneapolis, what's happened? Значи, што се случило конкретно во Минеаполис? Men committed sin. Луѓето направиле греф. How? Како? Rejecting Отфрлајќи ја веста. the message. The message of righteousness by faith. So, Веста за оправдание со вера. any time when we reject the message of righteousness by faith, we are committing sin only by this rejection. Значи, секој пат, кога ја отфрламе пораката за оправдание со вера, ние правиме греф само со тоа што ја отфрламе. So, it is a sin to reject the message, Значи, да се отфрли пораката е греф. but is a far greater sin Но многу поголем греф е to retain the same rejection, the same attitude, and hatred to the message. Но многу поголем греф е да се задржи истиот дух на отфрлање, истиот став на непријателство кон самата порака. Let's see the other one, the next one. Да го погледнеме следниот. She explains why her brothers in Christ reject the message and have bitterness against the messengers. Таа објаснува зошто нејзините браќа во Христа ја отфрлиле пораката и биле толку многу огорчени против самите вестници, против Джонс и Вагонер, значи. Read the question and the answer in red. Брате мој, му пишува Елена Вајт на некој си, зошто негуваш толкова горчина против старешината A.T. Джонс и старешината Вагонер? Заради истата причина Каин го мразеше Авела. Каин одби да ги прифати Божите инструкции и заради тоа што Авел го бараше Бога и ја следеше неговата волја, Каин го уби. It's enough. Okay. So you understand? Дали го разбирате ова? Always, when somebody is speaking against this message and against the messengers, Значи, секогаш кога некој зборува против пораката и против нејзините гласници, his reasoning is the same with that of Cain. неговото резонирање е истото како она на Каин. It's very hard to believe these things. Многу е тешко да се поверува во ова, не? If I receive this message, I'm like Cain? Even if you reject. Only if I reject this message, I am like Cain. Значи, некој ќе помисли, зарем само затоа што ќе отфрлам пораката, ќе личам, ќе бидам како Каин? What Cain did reject? А што е тоа што Каин го отфрлил? Што е тоа што Каин го отфрлил? Please tell me what Cain rejected Кажете ми, молам, што е тоа што Каин го отфрлил? when he offered his sacrifice. Тогаш кога Каин
ја принел својата жртва. Што е тоа што Каин отфрлал? Obedience is a real sacrifice. Okay, thank you. He refused. He rejected the real sacrifice. Give me the name of the real sacrifice. Кажете ми го името на вистинската жртва. So Cain rejected Jesus. Agree? Значи Каин го отфрлил Исуса Христа. Се согласувате? Please read what is in red the third time when you reject the message. Да го прочитаме црвениот дел. Со отфрлањето на веста на овие луѓе, ти го отфрлаш Христа, дарителот на веста. That's why people who reject this message are thinking like Cain. Затоа луѓето кои што ја отфрлаат оваа порака, размислуваат како Каин. Because rejecting this message means rejecting Christ. Бидејќи отфрлајќи ја, да се отфрли оваа порака, значи да се отфрли Христос. The next one. Следниот. Men professing godliness have despised Christ in the person of his messengers. Луѓето кои исповедаат побожност, го презираат Христа во ликот на неговите гласници. Until now we haven't looked at the year of the quotes. Се досега не ги погледнавме годините кога биле напишани овие цитати. We have started with December 1888. Од првиот цитат што го читавме вечерва, започнавме од декември 1888. This one was written in 1897. А овој последниот бил напишан 1897 година. The next one is written in 1898. Следниот цитат што ќе го прочитаме бил напишан 1898 година. Ellen White is writing a letter to Wagner. Ellen White is in Australia, Wagner in England. Во овој цитат Елена Вајт всушност му пишува писмо на Вагнер. Таа била во Австралија во време кога Вагнер бил во Англија. But Wagner in England was the editor and the author of articles from a magazine entitled The Present Truth. И во тоа време додека служел во Англија, Вагнер бил уредник на и истовремено писател на многу написи во списанието наречено Сегашна вистина. Speaking about her and her son, Willie White, зборувајќи за неа и за нејзиниот син Уили Уајт, како што го вика скратено, she's saying that she and Willie are thinking that the magazine, The Present Truth, is the best paper published by our people. Вели дека таа и нејзиниот син тврдат дека ова списание, Сегашната вистина, било најдоброто нешто што било објавено од страна на нашата црква, се мисли. The church in that time published many more magazines. Адвентиската црква во тоа време објавувала многу различни списанија. How many of you have heard about Adventist Review and Sabbath Herald? Колку од вас го чуле називот на ова списание? How many of you heard about this magazine? How many of you have heard about Signs of the Times? Колку од вас сте го чуле знаци на времето? How many of you have heard about the Present Truth written in England by Wagner? А колку од вас сте знаеле дека постоело адвентистичко списание Сегашната вистина, кое што се издавало во Англија од страна на Вагнер? Ellen White was considering this magazine better than all the others. Елена Вајт го сметала тоа списание, Сегашната вистина, за најдоброто адвентистичко списание, подобро од сите други во историјата на адвентизмот. 1898. Now let's see one from 1899. Сега да погледнеме еден друг од 1899 година. You can read. Елена Вајт му пишува на Вагнер повторно. Драги брате Вагнер, Уили Уајт, незиниот син, значи
па братот Даниелс, тогашниот председател на Генерална конференција, се уште не, но кратко време потоа, и јас самата разговарахме во врска со вашето и доаѓањето на вашето семејство во оваа земја, значи во Австралија. Сите бевме на иста мисла дека сте ни потребни да поучувате од Библијата во нашето училиште. Ве молиме да дојдете кај нас, штом ка почувствувате дека е време за тоа. So three people, William C. White, A.G. Daniels and Ellen White, значи за тројца луѓе, за Вилијам Вајт, нејзиниот син, самата Елена Вајт и Артур Даниелс, in 1899, во 1899 година, are asking Wagner to come in Australia to teach Bible in the school. Тие три лица го повикуваа Вагонер со своето семејство да дојде во Австралија за да поучува во нивното училиште. So in 1899, Wagner is not a danger. She means Wagner is not a danger for. She means in Avondale, right? To teach in Yes. Avondale. Значи, во 1899 година не постои никаква опасност за Вагонер. Никој не го осудува. Добил повик да отиде во Австралија. Now, the next. Okay, the next one. We won't read it. I will tell you in some words about it something. Следните цитати нема да ги читаме, но со неколку зборови ќе ви раскажам, ова се факсимили од тогашните, значи, писма. It is a letter written by A.G. Daniels to William C. White. Ова е писмо напишано од Артур Даниелс до синот на Елена Вајт, Вилијам Вајт. A.G. Daniels is telling to William C. White that the General Conference has an indebtedness of $41,000. Даниелс му пишува на, како председател се веќе на Генерална конференција, му пишува на Вилијам Вајт за тоа дека Генералната конференција има долг од колку рече? $41,000. For that time was a big amount of money. За тоа време $41,000 беше огромна сума пари. And he says to William C. White that we try to find possibilities to pay the indebtedness, but we don't find solutions. И потоа му објаснува на синот на Елена Вајт како се обидуваат да најдат начини да можат да го исплатат овој долг, но не наоѓаат така лесно решение. But he, with another member of the General Conference Committee, Spicer, Но тој и уште еден член на управниот одбор на Генерална конференција по име Спайсер were thinking to a solution to pay the indebtedness. размислувале за можни решенија како да го отплатат тој долг. So this happens in the 1902. А се тоа се случува во 1902 година. The solution proposed by the president of the General Conference, A.G. Daniel, was решението кое што го предложил тогашниот, значи председател на Генерална конференција Артур Даниелс, било следново. Brother Wagner has published 2 years ago a book entitled The Everlasting Covenant. Братот Вагонер пред 2 години, значи 2 години пред тоа, издал една книга која што носела наслов Вечниот завет. And this book was published in England, but in America no. И оваа книга прв пат била објавена во Англија, а во Америка не била објавена. Mine and Spicer idea is to print this book and sell it to make money. И сега Даниелс продолжува, пишувајќи му на синот на Елена Вајт, и вели, мојата и идејата на братот Спайсер е да ја објавиме, значи во Америка оваа книга, да ја продаваме и од нејзината продажба да собереме доволно пари. And with the money received for the book to pay the indebtedness. И со парите што ги собереме од продажбата на оваа книга да можеме да го отплатиме долгот. Now, here we have two possibilities. Сега тука имаме две
можности или опции. Even the book was very, very good, and Daniel understood this. Или книгата на вистина била многу добра и председателот Даниел тоа добро го разбирал. And he knew that he will touch two things: will sell the book, pay the indebtedness, and also will give the truth to the church and to the people. И знаел дека ќе постигне две големи цели со објавувањето на книгата. Ќе собере пари заради долгот, а од друга страна ќе расшири вистината по целата црква кај адвентистите во Америка, например. So this is a possibility. Another one is, тоа е едната можност. Која е другата можност? he was so in need to take from somewhere the money to pay the indebtedness. Втората можност е дека Даниелс бил во толку голема мака да најде од некаде пари за да го отплати долгот, That it was no problem for him to take the book of backsliding man, што воопшто не му било гајле да се послужи дури и со книга на некој напишана од некој отпадник, and to sell it to the people. и да ја продава истата да им ја подметнува истата, значи на адвентистите, затоа што целта му е да собере пари, нели, што е Because битно. the money matters, Затоа што парите вредат, not what we give to the people to read. а не е битно што им даваме на луѓето да читаат. Не е битно содржината. What do you think? Where is the truth? Што мислите, која од овие две можности е вистината? In 1902, the book was very good. Или во 1902 година, Daniel understood this, книгата била на вистина прекрасна и Даниелс, како председател на Генерална конференција, тоа многу добро го разбирал. or he only needed the money. Или пак Даниелс бил измамник, како мнозина денешни водачи, на кои што му требале пари, а не е битно на кој начин ќе дојде до нив. Која од овие две можности е вистинитата? The first one. The first one, for sure. Because Да вистина првата. we don't have time now, but Brother Borche translate for you everything from this letter, and you can read what Daniel had said about this book. Немаме време да го поминеме сето ова, меѓутоа брат Борче навистина се намачи да ги преведе сите овие факсимили на македонски и може да се објават како некоја брошура, например. Okay. Ќе видиме. Now, we go to that letter sent to Jones in 1908. Сега ќе отидеме малку подоцна на едно писмо испратено до Джонс 1908 година. Jones here in 1908 is in a very difficult period of time. Во 1908 година старешината Джонс се наоѓа во едно тешко време, односно во една тешка ситуација. He was associated with Kellogg against the General Conference Committee. Затоа што во тоа време Джонс се соединил со докторот Келог против Генералната конференција. And Ellen White is trying to help him to recover from this problem. И Елена Вајт му пишува писмо на Джонс во 1908, 20 години после Минеаполис, каде што таа се обидува да му помогне на Джонс и на некој начин да може да го врати назад во црквата. Please read only the middle. What is in the middle? Да го прочитаме само средниот пасус. Бев поучена, значи мисли на Господ, да ги употребам тие твои говори во билтенот на Генералната конференција од 1893 и 1897 година, кои содржат силни аргументи во однос на валидноста на сведоштвата и кои го докажуваат дарот на пророштвото помеѓу нас. Ми беше покажано дека на мнозина овие статии ќе им бидат од помош
посебно на новообратените во верата, кои не ја познаваат нашата историја, би било благослов за тебе, доколку повторно ги прочиташ овие аргументи, кои беа врамени од страна на Светиот Дух. Now, when John started to have problems fighting together with Kellogg against the General Conference Committee, Значи, во времето кога Джонс се наоѓал во духовни проблеми и кога заедно со Келог се борел против Генерална конференција, God is calling Ellen White to send a message to him. Господ преку Елена Вајт, значи, ја потекнал Елена Вајт да му испрати порака на Джонс. And she's saying to him, please read your messages. И во која што порака таа му вели на Джонс, те молам, прочитај ги твоите говори, твоите проповеди од тие години, од порано. Preached at the General Conference in 93 and 97. Кој што самиот Джонс ги проповедал на заседанијата на Генерална конференција во 1893 и 1897 година. Because what you have preached there, it's from the Holy Spirit framing. Затоа што она што ти тогаш го проповедаше, тие проповеди биле врамени од Светиот Дух. Значи, веројатно вели на Джонс, тоа што тогаш си го проповедал, беше вдахновено од Светиот Дух. So God alone is asking his prophet, tell to my messenger to read what he preached in 97. Значи, замислите, Бог бара од својот гласник, од неговиот пророк, Елена Вајт, да му каже на Джонс, те молам, прочитај си ги одно од твоите говори од тие поранешни години. Now let's look to a quote. Сега да погледнеме еден цитат. Yes. Овој. Yeah, can you read? Кога Божите гласници, откако некое време ќе стојат цврсто за вистината, ќе се случи да паднат и да го обесчестат него кој им ја дал работата. Дали тоа би се зело како доказ дека веста не е вистината? Не, затоа што Библијата е вистината. Закон и сведоштво барете. Ако не зборуваат така, значи дека нема светлина во нив. Гревот на Господовиот гласник би предизвикал радост кај сатаната, а оние кои ги отфрлиле гласникот и веста би триумфирале. Но тоа воопшто не може да ги оправда оние кои се виновни заради отфрлање на веста на вистината испратена од Бога. I think this quote is enough to understand. Сметам дека овој цитат е сосем доволен да можеме да разбереме That even they were backsliding, дека иако Джонс и Вагонер подоцна, значи, имале проблеми и отпаѓале, their message is from God. сепак нивната порака од Минеаполис била испратена од Бога. Now, I want you to see some books and the years when they were published. И сега да погледнете некои книги, односно нивните корици, и годините во кои што тие биле издадени. First of them is the Everlasting Covenant, Првата од овие книги е токму Вечниот завет од Вагонер, which was published as articles in the Present Truth magazine. Самата книга претходно била објавувана како написи, како фејтон, така да се изразам, во списанието Сегашната вистина, Between May 1896 and May 1897. Почнувајќи од мај 1896 па до изданието од мај 1897 година. All these articles, with some improvements, let's say, were published as a book in 1900. Okay. Прв пат како книга, Вечниот завет, излегол или бил објавен во 1900 година на англиски јазик. In 1898, Ellen White was saying that the Present Truth is the best magazine of the church. А претходно видовме 1898-та, Елена Вајт изјавила дека
тоа списание, сегашната вистина, е најдоброто адвентистичко списание од сите што постојат. So for sure, the period of time 96-97 Значи, тој период на време, од 1896 до 1997, we cannot speak about the fact that Wagner can be a danger for those who read him. значи, можеме да се согласиме дека ако ја читаме таа книга, например, Вечниот Завет, дека не сме во никаква опасност. Сите оние што би ја читале, бидејќи се работи за дело напишано во време кога Вагнер бил на место. Бил токму. The next three books, pictures, Следните три слики што ги гледаме are John's sermons from the General Conference session in 93, 95 and 97. се всушност збирка од сите проповеди што ги одржал Алонзо Джонс на заседанијата на Генералната конференција од 1893, потоа следното заседание 1895, во тоа време на 2 години се одржувале Генерални конференции, 1897. Again, these books were written while Ellen White was still recommending them. И овие проповеди, сите овие книги, како книги подоцна издадени, биле напишани во време, во временски период кога Елена Вајт се уште ги препорачувала, ги рекламирала Джонс и Вагнер и ги подржувала во нивното дело, во нивната порака. The last one is Glad Tidings, written in 1900. Последната книга е Благата вест од Вагнер, напишана и објавена исто така во 1900 година. And I have written down in left Romans and lessons on faith and the years when they were published. Исто така, да, Вагнер објавуваше и многу написи во врска со, значи, неговиот коментар на посланието до римјаните од 1895 до 1896, значи за време на таа година се објавуваа написи со коментари на посланието до римјаните и исто така серија написи на тема поуки за верата или лекции за верата од 1889 до 1900, значи 11 годишен период. For more information about the history of this message and their rejection or acceptance, за повеќе информации околу историјата на пораката за оправдание со вера, пораката од Минеаполис и нејзиното или прифаќање или отфрлање, you can find in the books, in Rhonda Field books. Which book? I will tell them. It's The Return of the Letter Rain and Moon in the House of His Friends. But it's too much. You can find in Rhonda Field books. Може да најдете во две современи книги од Рон Дофел. Како се викаш? Да. Duffield. Враќањето на позниот дожд се вика едната. The Return of the Letter Rain. И втората беше what's the second one? Wounded in the House of His Friends. Ранет во домот на моите пријатели. For the moment you can read them in English, Spanish, Russian. Досега овие две книги се објавени на англиски, шпански, дури на руски. And Dutch. Somebody from Norway Norway translated the books. На холандски и некој од Норвешка? Norway. Ги превел овие книги. Okay. We go to the last slide. Ќе преминеме на последниот слайд. We have a quote, the last one. We have a quote found in Prophets and Kings, page 725. Цитатот што го гледаме се наоѓа во книгата Пророци и цареви, 725 страница во оригиналот, каде што Елена Вајт тврди:
Црквата во завршниот конфликт мора да влезе заштитена со оклопот на праведноста Христова. Убава како месечина, чиста како сонце, страшна како војска со знамиња, според песна на песните 6-9. Таа мора да тргне по целиот свет, победувајќи и да победи. Ellen White here is presenting the church as an army. Елен Вајт ја представува тука црквата исто така како војска. A real army. Како вистинска војска. In a real war. Во вистинска војна. Because what we have here, when some country wants to have a war with another country, Бидејќи во реалноста, кога некоја земја сака да завојува со друга земја, are only the result of a real war that started in heaven. сите, значи, сегашни, тукашни војни не се ништо друго, туку само последица на онаа војна која што сатаната ја започнал уште на небото. As a church, we are called to be part in this war. И како црква, ние сме повикани да бидеме дел, да учествуваме во оваа војна. And also the Bible is presenting to us Исто така и Библијата нам ни го изнесува, ни го представува the reality of a war. ни ја представува реалноста на таа војна. Please open the Bible in the book of Ephesians, chapter 6. Да ја отвориме Библијата во посланието до Ефесијаните 6 глава. And let's start from verse 11. И да го прочитаме текстот од 11 стих Till 17. до 17. Овие познати зборови за оружјето. Облечете се во сето оружје Божјо, за да се одржите против ѓаволското лукавство. Зашто нашата борба не е против крв и тело, ни туку против началствата, против властите, против световните управители на темнината од овој век, против поднебесните духови на злобата. Поради тоа, примете го сето оружје Божјо, за да можете да се браните во лош ден, таа откако ќе победите, да се одржите и така стоите, откако ќе се опашете со вистината и ќе се облечете во оклопот на праведноста и нозите да ви бидат обуени во подготвеност за да благовестите мир, а над се земете го штитот на верата, со кој ќе можете да ги изгаснете сите вжештени стрели на лукавиот. Земете го и шлемот на спасението и духовниот меч, кој е Словото Божјо. The only thing that can make us overcomers, единственото нешто што може да не направи победници, the only thing единственото нешто is the message that God has sent to Laodiceans, е пораката или веста која што Господ ја испратил до Лаодикејската црква. It's the mystery of the gospel. Тоа е тајната на Евангелието. Christ in you, the hope of glory. Христос во вас надежта на славата. Righteousness by faith message. И пораката за праведност со вера. When we will understand this message, кога ние ќе сватиме, ќе разбереме оваа порака, and we will let God to work through this message in our lives and in our church, и кога ќе му дозволиме на Бога да делува, да работи во нас, во нашите животи и во нашата црква, we will feel and we will see what it means to be an overcomer. Тогаш ќе можеме да почувствуваме и да видиме на дело што значи да се биде победник. May God help everybody of us Нека Господ му помогне на секој еден од вас to overcome sin. да го победите гревот. May God help us to understand our need for Jesus. Нека Господ му помогне на секој еден од нас да ја свати својата потреба за Христос. And to understand our duty.
и да ја разбереме нашата должност. May God bless you and your church and your families. Amen. Нека Господ ве благослови вас лично, вашите семејства и вашата црква. Амин.